Речиси 2 години откако стана јасно дека тој е избраниот кој ќе биде устоличен, актуелниот премиер почнува да сваќа на каква задача се нафатил. Соочен со ситуацијата во која се наоѓа, изгледа во неможност да го фати маја од тој што седи до него. Не му преостанува ништо, освен да и се препушти на стихијата. Коалицијскиот партнер не тагува за некои големи љубови, ма е прилично носталгичен за времињата кога задоен од Карл Маркс и Владимир Илич Ленин. Очите и душата му играа во ехоритамот, а од устата како мед течеа стиховите за пофалба на најголемиот комунистички диктатор. Патриотски се и настапите на опозицијскиот лидер, иако по негово тврдење, тоа е и став на неговите најблиски соработници. Меѓународните договори не може да не се почитуваат. Па се додека може, една од химните на сиот глас се пее без географска одредница. За тебе живот даваме, о Македонијо. Следниве ноти се како погодена нарачка за претходникот од и тој кој што на вистина во Будимпешта стана седокос. Може искрено да си жали што недоволно си го познавал својот пријател, кому му помогнал да седне во фотелјата. У својој младости и јас сам лудо волео, љуба ме е опила, стари друже мој, и зато ја осеќам све твоје боли, иако те не знам, пријателju мој. Неговиот најголем опонент изгледа не е многу по пеењето, ама така добро си отсвире, што песната со многу мала модификација излегува дека е наменета за него, бидејќи и натаму сите во државата градат иднина за еден, најмногу уште 2-3 од истата фамилија. И на крајот за репертоарот да биде надополнети со малку подруг речник од оној на кој најмногу му се радуваме. Чакам те да дојдеш, чакам те с бујна страст. Споменот во мене никогаш не ще се угасне. Сега си обезбеди едно 30 секунди у саботажа. За жал, овој шлагер ќе не следи и во иднина. Без ни во уставот, може само да продолжиме да си свиркаме и да си играме. 2 напред, 3 назад.